Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате 182 нови случаи на COVID-19 во последното деноноќие, од нив 23 во Тетовско, а 4 во Гостиварско. Повеќе диви депонии во Тетово, еколошките организации со реакција. Градинките Младост Тетово воведоа нова постапка за електронско поднесување на барања за запишување нови деца во установата. 182 нови случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа, од нив 23 се во Тетовско, а 4 во Гостиварско. Оздравени се 33 пациенти, а починати 6 лица. По 1348 направени тестирања, во последното деноноќие се регистрирани 182 нови случаи на COVID-19 во земјава, од нив 23 се во Тетовско, а 4 во Гостиварско. Скопје повторно брои голем број новозаболени, 107, починати се 6 лица, а оздравени 33 пациенти. Министерот за здравство Венко Филипче побара силна поддршка од граѓаните за справување со оваа, како што рече, најголема здравствена криза до сега. Барам силна поддршка од граѓаните, од сите чинители во општеството за здравствените работници. Барам разбирање и трпение кај граѓаните, на кои заради оваа криза им се откажани претходно закажаните редовни прегледи или интервенции. Верувам дека ќе се вратиме во нормала брзо и тие повторно ќе имаат пристап кон здравствените услуги, но во овој момент сите сили ги насочуваме за да излеземе од оваа криза. Активни случаи во земјата изнесува 2612 лица. На влезот од Тетово повторно неконтролирано се фрла смет, каде на повеќе места има создадено мини диви депонии. Еколошките организации бараат што поскоро местото да се исчисти врз оваа локација каде пред неколку години имаше планини од отпад да се врши поголема контрола, за да не се повтори старата еколошка катастрофа. Вреки со смет, мебел, градежен шут и друг разновиден отпад се фрла од несовесни граѓани на оваа локација до школовозот кој го поврзува стариот пат Тетово-Скопје. Нова локација пред влезот на градот покрај железничката пруга. Пред неколку години имаше илјадници тони отпад, кој јавното комунално предпријатие го користеа како претоварна станица. Тука, последниве неколку недели, повторно се создаваат мини диви депонии. Од јавното комунално предпријатие Тетово апелираат граѓаните ка бастиот отпад да го носат кај претоварната станица на ЈКП Тетово ватарот на село Фалише со цел заштита на животната средина. Аријани Џафери од Еко Герила бара да се отстранат купиштата смет пред да се создаде нова дива депонија на локација каде пред неколку години имаше планини од отпад. Мислам дека и сега ако не се реагира брзо од страна на надлежните, тоа ќе прерасне на една огромна дива депонија. Освен нови површини со купишта смет, во Тетовско диви депонии со децении се создава и на локациите, каде комуналното предпријатие го претовараа сметот собран од домаќинствата, пред да се однесе во скопската депонија Дрисла. Досега се сменија повеќе локации за претовар, но на ниту една од нив не се работеше со стандарди. Од општината се покажа дека не се во состојба или не сакаат да го решаваат проблемот со ѓубрето во градот. Пошто овие работи се повторуваат многу пати. Со промена на локациите за претовар на сметот се загадуваше почвата, подземните води и воздухот. И новата претоварна станица кај Тетовско Фалише работи без никакви стандарди. Наместо претоварот на ѓубрето да се врши во специјални машини, сиот смет пред да се транспортира во Дрисла, се истура на земја нова оградена површина, каде на само неколку метри се засадени земјоделски култури. Советот на општина Гостивар на денешната седница изгласа ребаланс на буџетот за 2020 година. Седницата се одржа онлайн преку апликацијата Zoom. Буџетот на општина Гостивар за 2020 година претрпе ребаланс. Одлуката за буџетските измени ја донесе Советот на денешната седница, која што се одржа онлайн преку апликацијата Zoom. Како што беше објаснето од општинскиот сектор за финансии, измените се должат на текови поради пандемијата, како и префрлување на средства од минатата година.
Консолидираниот буџет се намалува за 28 милиони денари, односно 2,45%. Ова доаѓа како последица на намалување на донациите. Намалување има и кај само финансирачките активности, тоа за 25%. Во основниот буџет пак предвидуваме 1,3% зголемување и тоа е резултат на пренесување средства од минатата година. Даночните приходи се намалуваат за 6,5%, додека неданочните за околу 1%. Во блок дотациите има зголемување поради пренесување на средства од минатата година во износ од 8,5 милиони денари. Советот донесе и одлука за доделување на субвенции за јавното предпријатие кое стопанисува со спортската сала Младост во висина од 1,2 милиони денари. Парите се доделуваат како помош за предпријатието да ја преброди кризата од пандемијата, со оглед дека изминатиот период не се одржуваа спортски активности. Советот не ги изгласа предложените членови во управниот одбор на јавното предпријатие Русино Полок, кое е регионално и треба да ги преземе надлежностите околу управувањето и менаџирањето со депонијата Русино. Предлогот пак Ангелко Јанковски да биде член на одборот за финансиска контрола беше прифатен. Со одлука на Советот, родителите во Гостивар се ослободуваат од плаќање на надоместокот за градинка за периодот од почетокот на пандемијата додека градинките се затворени. Како една од превентивните мерки за заштита на здравјето и овозможување на бесконтактна административна услуга, ОЈ-УДГ Младост Тетово воведе нова постапка за електронско поднесување на барања за запишување нови деца во установата. Во тек се уписите на деца во детската градинка Младост во Тетово, кои оваа година поради пандемијата со коронавирусот се спроведуваат по електронски пат. Установата оваа постапка ја воведе со цел заштита на здравјето на родителите и децата, како и на вработените, со што овозможи бесконтактна административна услуга. Отворивме посебен мејл каде што родителите можат да аплицираат. Тоа е upisigradinka@gmail.com. Тука имаат формулар кој треба да го пополнат, значи како името на родителите, дали се вработени, во кој објект би сакале да биде детето згрижено и нормално податоци за детето. Откако ќе се реши дека детето ќе биде примено во градинка, тогаш ќе се повика родителот да ги донесе и другата документација. Обично повеќе интерес има за детските градинки во градот. Во 5 објекти можат да се сместат 570 деца, но со најавеното отворање на градинките во руралните општини, листите на чекање ќе бидат помали. Капацитетите на градинките се негдека 570 на ниво на градот само. И мислам дека сега со отварањето на новите градинки во руралните средини, нели во другите општини избора, тогаш може и ќе имаме малку повеќе места, бидејќи и они ќе се префрлят, ете имаме општина Брвеница, па општина Боговиње, ќе отворат своји градинки, рачунаме од септември, така да сигурно дека ќе има малку поголем број на деца што ќе се отпишат од градинкиве у Тетово. Оваа година во детската градинка Младост, заедно со центрите за ран детски развој, се испишаа 420 деца, кои во новата учебна година ќе бидат првооделенци. Доделување училишен прибор на средношколци кои потекнуваат од семејства со ниски приходи. Оваа нова мерка ја соопшти министерот за образование и наука Арбер Адеми на денешната пресконференција. Секој редовен ученик, запишан во јавните средни училишта во учебната 2020-2021 година, државјанин на Северна Македонија, постар од 16 години на денот на влегување во сила на оваа уредба, чие семејно домакинство во 2019 година остварувало просечен месечен доход по сите основи не поголем од просечната исплатена нето плата по вработен за месец март 2020 година, објавена од Државниот завод за статистика, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи, ќе добие 3.000 денари за набавка на училишен прибор, односно прибор за пишување,
прибор за боење, бои, тетрадки, линијари, шестари, лектири, брајова хартија, калкулатори, спортски обувки и спортски маички за предметот спорт и спортски активности и слично. Сите ученици кои ги исполнуваат условите за искористување на мерката, потребно е да се пријават на интернет платформата www.digitalizirajse.mon.gov.mk, односно www.digitalizohu.mon.gov.mk во рок од 10 дена од денот на активирање на платформата. За активирањето дополнително ќе информираме, при што покрај пријавата потребно е да се прикачат и одредени документи прецизирани со уредбата, додека МОН по службена должност ќе обезбеди низ за други документи како уверение за државјанство и уверение од УЈП. На Тетовско-гостиварското подрачје нови решенија за изолација добиле вкупно 112 лица, а 21 потпишале дека ќе останат во самоизолација. Во изминатото деноноќие казнети се 98 лица за неносење на заштитна маска. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на СВР Тетово, нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат изготвени им се на вкупно 112 лица, од кои 104 во Тетово и 8 во Гостивар, додека вкупно биле контролирани 900 лица со вакви решенија. Во изминатото деноноќие исто така изјави за самоизолација потпишале вкупно 21 лице, од кои 13 во Тетово и 8 во Гостивар, а биле контролирани 125 лица со потпишани изјави за самоизолација. Во овој период за неносење заштитни маски на 73 лица во Тетово и 25 во Гостивар изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во содејство и координација со Државниот пазарен инспекторат била извршена контрола во еден угостителски објект во Тетово и не биле констатирани прекршувања на протоколите за работа. Инаку од почетокот на корона кризата биле извршени вкупно 936 вакви контроли во Тетовско-гостиварскиот регион, информира портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Во изминатите безмалку 3 месеци од започнувањето на корона кризата, заклучно со вчера, биле спроведени вкупно 936 контроли, од кои 514 на тетовските и 415 на гостиварските простори. Претежно во угостителски, но и во други трговско-услужни објекти. Станува збор за кафулиња, кафеани, пицери и така натаму. При тоа во овие контроли вкупно откриени биле 46 различни видови неправилности, од кои 36 на тетовските и 10 на гостиварските простори. Во полицискиот билтен информација дека вчера при претрес во домот на 26-годишник во Тетовски Порој, реализиран со судска наредба, било пронајдено едно стебло марихуана засадено во саксија и остатоци од кокаин, кои се фотодокументирани и подигнати за вештачење. 26-годишникот ќе се соочи со соодветен поднесок. 32-годишен тетовец кој без дозвола управувал патничко возило откако вчера бил запрен од полициските службеници, ги навредувал и омаловажувал, пошто се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во сообраќајна несреќа помеѓу автомобил и мопед случајна вчера на регионалниот пат Гостивар-Чегране во населбата Питарница, повреден е 79-годишникот Чајле кој управувал со мопедот, пошто бил пренесен во Гостиварската болница. Од СВР Тетово информираат и за повреден работник, кој паднал од скала извршувајќи работи на електричната мрежа во Неготино Полошко. 50-годишникот од Скопско бил пренесен во Гостиварската болница за укажување лекарска помош. Историскиот плей-оф надпревар за пласман на Европското првенство помеѓу Македонија и Косово ќе се одигра на 8 октомври. УЕФА на состанокот на извршниот комитет донесе неколку важни одлуки околу календарот за меѓународни надпревари. За нас најважна е одлуката со која се утврдија термините за плей-оф надпреварите за пласман на Европското првенство. Дуелот против Косово во Скопје ќе се одигра на 8 октомври, а доколку Македонија победи, финалето за пласман на континенталниот собир ќе биде на 12 ноември.
Покрај овие надпревари останува да важи веќе утврдениот календар за второто издание на Лигата на нации, кое воедно ќе биде и квалификацијско за светското првенство во Катар во 2022 година. Во ова надпреварување Македонија е во С дивизијата, во група со селекциите на Ерменија, Естонија и Грузија. Извршниот комитет на УЕФА донесе одлука за завршницата од сезоната во Лигата на шампиони и Лигата на Европа да се организира преку турнир на најдобрите 8 екипи во двете конкуренции. Завршницата на Лигата на шампионите ќе биде во Лисабон, Португалија, додека Лигата на Европа на 4 стадиони во Германија. Двете надпреварувања се предвидени да завршат во месец август. Истовремено ќе започнат и квалификацијските надпревари за европските купови за новата сезона. Тука промената е во тоа што ќе се игра само по еден надпревар, а домаќинот ќе се одредува со ждрепка. Ова секако им дава голема шанса на нашите екипи да се пласираат во следната фаза. На извршниот комитет беа утврдени и термините за младинските репрезентативни надпреварувања, како и новиот формат по кој ќе се играат тие, како и одлуки за здравствените протоколи според кои ќе се играат меѓународните надпревари. УЕФА истакна дека одлуката дали ќе биде дозволено присуство на публика ќе се носи согласно со состојбата во секоја земја поединечно. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и останете со нашата програма. Пријатно!